Македонија има одлични можности, но и спортски таленти за развој на безмалку сите спортови, па дури и за најнеобичните. Благодарение на Македонската скијачка федерација, на ски клубот Ски Нордиски од Скопје, на општина Крушево, како и на Министерството за внатрешни работи, викендов Крушево по 7 пат беше домајкин на летниот ФИС ролерски куп Тоше Проески. Надпреварувачите во 2 дена на исклучително високи температури се надпреваруваа во летно скијање со ролери на 5-километарската патека на регионалниот пат Кривогаштани Крушево. Со оглед на тоа што ова е веднаш сезона после Олимпијада, затоа што 2022 беше Олимпијадата во Пекинг, после Олимпијада таа сезона претежно скоро никои држави немаат интерес за овие летни ролерски надпревари, но додека како што се наближува времето на следна Олимпијада, тоа е 2026 година, веќе наредна година, 2024 почнува олимписки циклус и собирање фиспоени за таа Олимпијада, тогаш ќе биде помасовно. Додека оваа година тука во Крушево има околу 30 да кажеме надпреварувачи во машка и во женска конкуренција, додека тука да не ги составиме и младите надпреварувачи children трки. Искрено тешко е, но со редовни припреми и тренинзи, без да се откажеме нормално, се постигнуваат добри резултати, издржливост, кондиција и се може секако да се освои у првите 3 места. Најмладите членови започнуваат од 10 години и имаат добри надпревари, мислам children со зависност од Балканот. Ние као Македонија имаме доволен број на надпреварувачи и доволен број клубови кои се со тек на време се зголемува бројот и на деца и на млади надежи, така да мислам дека треба да сите да ги поддржиме и понатака да успеат до крај. Годинава, освен домашните надпреварувачи, за прв пат учество зедоа и екипи од Казахстан, како и од Бугарија и од Грција. Отворањето на годинашниот куп беше во петокот вечерта пред спомен куќата на Тоше Проески, а двата викенд денови изминаа во знакот на спортските надпревари и дружбите, како и со доделување на наградите за најуспешните. Поддржувач на овој спортски настан е и Агенцијата за млади и спорт.